Фудбалскиот ас на Црвена звезда и репрезентацијата на Југославија Јована Кимовиќ смета дека фудбалот на бившите ју простори ја загуби трката со времето и целосно избреде во големите фудбалски надпреварувања во Европа. Според Акимовиќ, освен во Хрватска, фудбалот во преостанатите земји на поранешна Југославија стана жртва на транзицијата и остана заглавен во догмите од 80-тите, од кога фудбалот во светски рамки има значително еволуирано. Знаете што на овим просторима Знаете што, на овие простори се исклучок на Хрватска, фудбалот стана бледа слика на она што беше некогаш. Не слушаме за фудбалски звезди, ниту клубови кои доминираат во Европа, за разлика од хрватите кои се докажаа и нема ништо ново да измислам ако речам дека тие се сјајни играчи. Според Акимовиќ, главниот виновник за неуспехот на фудбалот е транзицијата која ги зафати поранешните сојузни републики, а Хрватска стана единствената земја која успеа сериозно да се врати во игра во европски рамки, со своји врвни играчи, меѓу кои двајца пред 2 дена се закитија со златните медали од Лигата на шампионите. Сведоцтво наравно да Хрвати имају играчи за Реал Мадрид кои чак Сведоци сме дека хрватите имаат играчи во Реал Мадрид кои се неверојатни. Пред се мислам на Модрич и малиот Ковачич. Тој веќе треба да презеде едно од водечките места во тимот на Реал. Тоа докажува дека на овие простори од секогаш имало играчи. Јас мислам дека и денес има многу такви, но транзицијата не засени, како на спортски, така и на економски и психолошки план. Ако хочеме и спортско, психолошки. Македонија, за разлика од Хрватска, стои најлошо во поглед на фудбалот. Има најмал број на интернационалци, а во поглед на пласманите на европските надпреварувања стоиме полошо само од Црна Гора и Косово. Пред да се случат радикални промени, во скоро време подобрување во тој поглед ќе нема, смета Акимовиќ. Единственото нешто на кое фудбалската публика се уште може да воздивнува се спомените на славните денови на некогашниот фудбал, во кои македонци беа централни фигури на европските и светските надпреварувања.